Го следите Централниот дневник на К1. Добро вечер. Денеска е првиот ден од предизборната кампања за локалните избори кои што треба да се одржат на 15 октомври. Кандидатите за градоначалници веќе започнаа со презентирање на својата предизборна програма. К1 телевизија ги следеше нивните презентации и првите обраќања од кампањата. Што се ќе погледнете во овие вести, останете со нас, ќе видите веднаш по најавите. ВМРО, ДПМН и СДСМ на конвенции ги презентираа кандидатите за градоначалници и кандидатите за советници за престојните локални избори. На првиот ден од изборната кампања, ВМРО, ДПМН и СДСМ со пресконференции. Во Ковадарци викендо формиран првиот Ротаракт клуб под закрила на Ротари клубот. Секогаш работа, секогаш за Македонија е паролата под која вчера вечер ВМРО ДПМН пред Велешани ги презентираше кандидатот за градоначалник и кандидатите за советници во општина Велес. Пред Велешани вчера вечер Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН го представи кандидатот за градоначалник и кандидатите за советници на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН за овие 6 поред локални избори. Најнапред на присутните им се обрати пратеникот во Собранието на Република Македонија, Илија Димовски. Тој потенцирајќи го значењето на овие локални избори, од граѓаните побара глас за Чадиев за втор градоначалнички мандат, но и за листата за советници, предводена од актуелниот председател на Советот, Александар Колев. Секој глас даден за ВМРО ДПМН е поддршки за претениците во Собранието на Република Македонија, кои се борат за зачувување на унитарноста на Македонија, рече Димовски. На овие избори ќе гласаме за новите фабрики во Велес. Ќе гласаме за реконструираните болници во минатиот период. Ќе гласаме за сите школи кои што сме ги реконструирали или изградиле во нашиот град. Ќе гласаме и за сите магистрали и автопати кои што водат и кон нашиот град, а беа реконструирани или изградени во минатиот период. Ќе гласаме и за гасоводот кој што започнавме да го градиме во минатиот период. Ќе гласаме и за новите возови, ќе гласаме за пензиите кои што ги покачувавме во минатиот период. Пред присутните говореше и носителот на советничката листа Александар Колев. Огромна е честа да се предводи листата составена од лица кои се докажани во своите професии, но и лица кои истовремено со својот ангажман допринесуваат за развој на Велес и Македонија, рече Колев. Велешани повторно ќе знаат добро да одлучат кому да ја дадат својата поддршка. Велешани повторно ќе знаат да дадат поддршка за политиките и политичарите кои што во изминатиот период придонесоа за економски развој на градот, за создавање на нови работни места, за отварање на нови фабрики, индустријски зони, политиките и политичарите кои што во изминатиот период придонесоа за урбанистички развој на градот, сообраќаен, инфраструктурен развој. Визијата за развој на Велес во првиот мандат е реализирана, но нашата мисија се уште не е, рече Славчо Чадиев, кандидат за градоначалник на Велес од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Тој, осврнувајќи се на неговата изборна програма, рече дека целта е со незината реализација Велес да има задоволни граѓани. Во оваа нова програма заедно со членовите на Советот нудиме 148 проекти кои ќе бидат исполнети. Економијата и натаму ќе ни биде нашиот главен приоритет. Само така ќе создадеме услови за економски развој и нови вработувања. Ќе продолжиме да ги развиваме индустријските зони Мамутчево, Речани 2, Елегант. Ќе изработиме студија за изградба на гасоводна мрежа во градот Велес. Како едно од решенијата за намалување на сообраќајниот хаос ќе биде изградбата на обиколница. Други решенија се кружни текови на раскрсницата кај Панини, кај Круг, во делот каде сега се поставени семафорите и кружен тек кај Башино село.
на паркинг просторот кај автобуската станица ќе изградиме и таму ќе никне многу скоро првата катна гража во Велес. Покрениот градски пазар, кој е во напредна фаза, се уште Министерството не ни дава дозвола, ние ќе го изградиме, дали они не дале дозвола. Од ВМРО ДПМН велат дека изборната програма, кандидатот за градоначалник, но и кандидатите за советници ќе се обидат да ја презентираат до секој жител на Велес. И Општинската организација на СДСМ Велес вчера вечер на конвенција ги презентираше кандидатот за градоначалник и кандидатите за советници. СДСМ Велес вчера вечер на конвенција ги представи кандидатите за советници и градоначалник за општина Велес. На престојните 6 поред локални избори, партијата Гласот на граѓаните ќе го бара со Аце Коцевски како кандидат за градоначалник и Ненад Коцич како носител на советничката листа. Председателот на Општинската организација на СДСМ Велес и пратеник во Собранието на Република Македонија Панчо Иванов, барајќи ја поддршката од граѓаните, рече дека овие избори се можност граѓаните да покажат дека сакаат да живеат во демократско општество. Кога сите веќе станавме свесни што значи достоинствено да се води општина, со желба да се развие општината за сите, а што значи да се води општина за сопствениот джеб. И тоа тек ќе го откриваме што значело. Имаме извонредна листа на кандидати за членови на Совет. Секој од нив познат, етаблиран или човек кој што чека шанса да стане познат и да биде етаблиран, но никој од нив не покажа со прст во негативна конотација. Луѓе кои што и тоа како имаат желба да покажат дека знаат и умеат да водат општина. Ке работиме честно и пожртвувано за доброто на сите, рече носителот на листата за советници на коалицијата предводена од СДСМ, Ненад Коцич. Ние сме тие кои можеме да го направиме Велес поубав, почист, економски појак, рече Коцич. Оно што можам со сигурност да го ветам е дека ќе ја смениме перцепцијата и начинот на работа на советниците. Зашто ќе ни си советници ако користат служат единствено за гласање како гласачка машина? Зашто земаат пари? Ние сакаме да презентираме нов начин на работа, со активно учество на советниците и поддршка на општинската администрација, пред се во обезбедувањето на пари од домашни и странски фондови за урбан, одржлив и економски развој на Велес. Од општина која во државата беше најдобра за 11 години, Велес стана просечна општина, рече кандидатот за градоначалник Аце Коцевски. Тој ветува посветена работа, за Велес да биде поубаво место за живење и младите својата иднина да ја гледаат тука, а не по белиот свет. Најави дел од својата изборна програма. Трговско-деловен центар, градски пазар, катна гаража во центарот на Велес, гасификација на Велес, најнапред на индустријските и на јавните објекти, а потоа и на домаќинствата. Атмосферска канализација за прифаќање на големите води кои се стреваат на улицата Благој Ѓоре. Подобрување на сообраќајот во градот со стручни, трајни, професионални, а не парцијални решенија. Продолжување на кејот на реката Вардар. Изградба на инфраструктура во индустријските зони и во сателитската населба на езеро Младост. Изградба на колекторски системи и пречистителни станици за фекалните води. Регионална фабрика за третба на тврстиот комунален отпад со претоварна станица во Велес. Градски паркинзи над железничките пруги во Велес, таму каде што пругата поминува во Усец. Во текот на изборната кампања од СДСМ велат дека ќе реализираат низа наставни со една единствена цел – да ја презентирале нивната изборна програма. Изборите се врвно демократско право, можност граѓаните давајќи го својот глас да ја креираат својата иднина. Рече на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата Славчо Чадиев, презентирајќи дел од својата предизборна програма. Изборите се врвно демократско право, празник на демократијата, можност граѓаните, давајќи го својот глас, да ја креираат својата иднина, истакна кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН за локалните избори 2017 година Славчо Чадиев од партиската говорница. Од вашата одлука зависи
За каква иднина ќе се решите и во каков Велес сакате да живеете? Порача тој. Во оваа изборна кампања влегувам со еден мандат за себе. Мандат во кој имаше многу предизвици, барања, желби, но пред се мандат исполнет со работа и посветеност. Тоа се 4 години по кои можам да кажам дека сме многу поискусни, дека сме многу помудри. 4 години во кои ветивме програма со 117 проекти, а реализиравме повеќе од 370 проекти. Чадиев вети напорна и макотрпна работа и најави програма со 148 проекти за подобар живот за сите граѓани во Велес, потенцирајќи дека економијата ќе биде приоритет. Ќе изработиме студија за изградба на гасоводна мрежа на град Велес, изградба на обиколница и кружни текови како решение за сообраќајниот метеж. На паркинг просторот пред автобуската станица ќе изградиме катна гража. Покрајниот градски пазар ќе беше во напредна фаза на изградба, да не се случуваше политика која го закочи целокупниот проект. Ќе изградиме пешачки мост со кој ќе ја споиме населбата Речани со центарот на градот. Според предизборната програма, поранешното училиште ЈХ Каџинот ќе се пренамени во центар за лица со посебни потреби и детска градинка, а офицерскиот дом во градска библиотека, уредување на туристичкиот локалитет Езеро Младост, започнување на постапка за одвојување на атмосферската од фекалната канализација, изградба на пречистителна станица за отпадни води, истакна Чадиев. Додаде дека ќе продолжат вложувањата во образованието, спортот, зелени површини и други проекти. Помина времето на политичарите кои ветуваа се, а ништо не реализираат, рече на денешната пресконференција Петре Саздов од ВМРО ДПМН, додавајќи дека на 15 октомври велешани ќе го дадат својот глас и сами ќе одлучат за својата иднина и иднината на општина Велес. ВМРО ДПМН денеска на пресконференција запраша со каков кредибилитет СДСМ повторно излегува на избори со Аце Коцевски како кандидат за градоначалник, кога тој во претходните 2 изборни циклуси не ја добиваше довербата од граѓаните. Времето на политички манипулации и ширење на празни ветувања одамна заврши, рече Петре Саздов, напоменувајќи дека Коцевски треба да одговори на прашања за ветени, а не реализирани работи. Каде се проектите за економскиот развој на Велес кои тој ги ветуваше? Каде е така нареченото шведско село и странските инвестиции за кои цели 9 години зборуваше? Аце Коцевски 9 години ветуваше просперитет, а наместо тоа во Велес од него добија армија од 17.000 невработени лица. Најцрниот рекорд по бројот на невработени во историјата на градот. Каде е француската инвестиција ЛОР во фабриката за шински возила во Велес? Каде се 90 милиона евра инвестиции што ги ветуваше пред избори? Саздов вели дека поминало времето на политичарите кои се прогласувале за ненадлежни за работи кои што биле од суштинско значење за граѓаните. Граѓаните се секогаш во право, а не како што Социјалдемократскиот сојуз убедува. Во право беа и во 2009 година кога го казнија Аце Коцевски, во право беа и во 2013 година кога го казнија повторно Аце Коцевски и рекоа не на истата истрошена понуда. На 15 октомври Велес уште еднаш по трет пат ќе каже дека Аце Коцевски повеќе нема надлежност да одлучува за Велес. Саздов вели дека на 15 октомври велешани ќе го заокружеле бројот 13. Ќе гласале за нови проекти кои Велес го движат напред, за Чадиев и за Колев. Планови за улици, патишта, канализации, водоводи, градинки, училишта. Ова е дел од проектите во предизборната програма на кандидатот за градоначалник на СДСМ за Велес Аце Коцевски, кој ги презентираше на денешната пресконференција. Кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од СДСМ Аце Коцевски на пресконференција од партиските простории промовираше дел од предизборната програма. Мојата визија за Велес е градот да биде убава, посакувана општина за живење, просперитетна и економски развиена, отворена, европска, со високи вредности и стандарди, современа, напредна со достоинствен живот, истакна Коцевски.
Општина померка на своите граѓани, во која граѓаните ќе бидат во центарот на вниманието, со нивните барања, потреби и проблеми, општина со која сите граѓани ќе се гордеат. Општина на задоволни и среќни граѓани, која ќе ги користи сите креативни и интелектуални потенцијали во создавањето подобра иднина за новите генерации. Поред Коцевски, живот во Велес за сите ќе значи и инфраструктура за сите. Истакна дека ќе ја оспособуваат целата урбана и рурална инфраструктура. Планови за улици, патишта, канализации, водоводи, градинки, училишта, спортски терени и гасна мрежа, додаде Коцевски и напомена дека се обврзуваат на реализација на следните капитални проекти. Гасификација на Велес, регулација на дел од коритото на реката Вардар, колекторски систем и пречистителна станица за отпадни фекални води во Велес, регионална фабрика за третман на цврстиот комунален отпад со претоварна станица во Велес, градски паркинзи над железничките пруги во Велес, неколку мали хидроелектрани на цевководот на хидросистемот Лисиче. Освен овие капитални проекти, Коцевски најави и изградба на затворен пазар, катна гаража, собирен канал за прифаќање на атмосферските води, како и сообраќајна студија за трајно решавање на проблемот со сообраќајот во градот. Мотивирани и самоуверени пред предизвикот да се води општина Велес, ќе работиме за подобар живот на сите граѓани во општината, истакна од партиската говорница носителот на листата за советници на коалицијата предводена од СДСМ Ненад Коцик, промовирајќи ги кандидатите за советници на истата. Амбициозни, образовани и честни луѓе кои се подготвени да понудат макотрпна и пожртвувана работа за подобар живот на сите граѓани во општина Велес, рече на пресконференција носителот на листата за советници на коалицијата предводена од СДСМ за локалните избори 2017 Ненад Коцич, промовирајќи ги кандидатите за советници на листата. Колегите кои стојат до мене или зад мене се луѓе со силна желба да работат за доброто на сите граѓани во Велес, мотивирани и самоуверени пред предизвикот да се води општина Велес во подобра општина. Тоа се луѓе со висок капацитет и со многу знаење. Живот во Велес за сите значи чиста вода и чист воздух, како и здравје за сите, потенцираше Коцич, промовирајќи дел од предизборната програма. Создадовме план и проекти за заголемување на капацитетот и професионалната услуга на јавните комунални предпријатија и намалување на трошоците на граѓаните. Се обврзуваме постојано и навремено да ги чистиме депониите и каналите, да вложуваме во колекторски систем, причистителни станици, регионални фабрики за третман на цврст комунален отпад и енергетски ефикасни објекти. Ќе обезбедиме услови за здрав живот на сите, потенцираше Коцич и порача дека советниците од советничката листа на СДСМ ветуваат дека ќе работат посветено и честно во интерес на сите граѓани. На првиот ден од кампањата, кандидатот за градоначалник од СДСМ за Кавадарци Бетјан Китев на денешната пресконференција соопшти неговата цел, зошто ја прифатил кандидатурата за градоначалник на Кавадарци. Истовремено ги презентираше клучните проекти кои ќе бидат приоритет за неговата партија и за него како градоначалник. На самиот почеток на кампањата, кандидатот од редовите на СДСМ Бетјан Китев на пресконференција денеска ја соопшти неговата цел зошто ја прифатил кандидатурата за градоначалник на Кавадарци. Според Китев на Кавадарци му се потребни промени, подобра инфраструктура, посредени улици и патишта, нови градинки, спортски терени и гасификација. На граѓаните на Кавадарци им е неопходен чист воздух, вели Китев, додавајќи дека за младите ќе понудат нови можности и повисоки плати со цел да не заминуваат во странство. Тој на првиот ден од кампањата ги презентираше клучните проекти кои ќе бидат приоритет на неговата партија и на него како градоначалник. Во соработка со владата, целосно ќе огасифицираме Кавадарци. Граѓаните и фирмите ќе плаќаат поевтини сметки за електрична енергија и до 50%. Под број 2, ќе изградиме затворен пазар со подземен паркинг простор. Пазарџиите и граѓаните повеќе нема да мрзнат зимно време на отворено. Под 3, во Кавадарци ќе изградиме нова детска градинка. Родителите повеќе нема да имаат грижа
каде би биле сместени нивните деца додека тие се на работа. Под 4. Целосно ќе ги реконструираме главните улици и булевари во Кавадарци, ќе го замениме асфалтот на сите оштетени улици во градот. Китев нагласи дека планираат да изградат и 3 нови кружни текови и да го комплетираат колекторскиот систем на реката Луда Мара до село Марена. Напредокот на Кавадарци и подобрувањето на животот на сите граѓани на Кавадарци од секогаш ми биле примарна цел во мојата политичка кариера, додава тој. Токму со таа цел ќе придонесам за подобрување на животот на Кавадарци и силно верувам дека со напорна и посветена работа, но и со искрени и некорумпирани луѓе на чело на општината, може да стане еден од најразвиените градови во Македонија, тврди Китев. Викендов во Кавадарци беше формиран првиот Ротаракт клуб под закрила на Ротари клубот од овој град. 17 ентузијасти на возраст од 18 до 30 години ќе го промовираат својот лидерски потенцијал и ќе работат кон остварување на нивната мисија за служење кон заедницата. Ротаракт клубовите ја нагласуваат важноста на индивидуалната одговорност како основа за личен успех и вклученост во општеството. Поведени од желбата за давање свој придонес кон подобрување на квалитетот на животот во својата заедница, Ротари клубот од Кавадарци под своја закрила го формираше првиот Ротаракт клуб Кавадарци. 17 ентузијасти на возраст од 18 до 30 години ќе го промовираат својот лидерски потенцијал и ќе работат кон остварување на нивната мисија за служење кон заедницата. Секогаш ќе бидат подготвени да помогнат на оние на кои помошта им е најпотребна. Со чартер забава на која се изврши и официјалниот прием на членови на Ротаракт клуб Кавадарци. Од тој момент клубот стана дел од глобалните напори за мир и меѓународно разбирање во светот. Влегувате во еден свет кој не може да се опише. Ќе ги запознаете најдобрите луѓе во животот. Ќе ги запознаете луѓето на кои ќе се подпирате во животот. Ќе ги запознаете идните ваши деловни партнери, идните ваши пријатели, заедно ќе направите многу повеќе, ќе се обидете да го смените светот, се разбира на подобро, влегувате во живот кој едноставно не може да се опише со зборови. Ротаракт клубовите представуваат спонзорирани и менторирани клубови од страна на Ротари. Тие ја нагласуваат важноста на индивидуалната одговорност како основа за личен успех и вклученост во општеството. За успешноста на Ротаракт зборува фактот што денес во рамки на Ротари движењето постојат околу 9500 клубови со над 290.000 членови. Председателката на Ротари за ротаријанската 2017-2018 година Зорица Ставрова на сите ротаракторци им посака успех кон остварувањето на нивната цел. Драги наши млади ротаријанци, значи вашиот ентузијазам, свежината на идеи, вашата посветеност, потенцијалот што го имате, нека ве водат напред во остварувањето на вашата визија да направите добри, вредни и трајни нешта во животот и во заедницата кај што живееме и пошироко. Едноставно, со мотото на овогодинешниот претседател на Rotary International да направиме разлика. На свеченоста присуствуваа бордот и членови на Ротари клубот од Кавадарци, представници на Сојузот на Ротари клубови на Македонија, бордот и членови на Ротари и Ротаракт клубови од Велес, Штипне, Готино, Кочани, Виница, Куманово, Прилеп и Скопје центар. На чартерувањето на Ротаракт клубот Кавадарци на сите членови им беа доделени Ротари значките, а на чартер председателот му беше доделена свечината инсигнија. Формирањето на Ротаракт клубот Кавадарци како дел од семејството на другите Ротаракт клубови како во Македонија, така и во рамките на Ротари Интернационал го сметам како мал, но позитивен сегмент во нашето општество. Нашата цел ќе ни биде нашиот труд и напор да ги преточиме во основен двигател во креирањето на позитивни промени во општеството. Наш идеал ќе биде доследност во остварување на целите и идеите на Ротари организацијата, како би се постигнало поголемо учество на младите во општествениот живот со правење на добри дела, помагање и подобрување на животот во нашето општество. Да се биде дел од Ротаракт клуб, значи да се има желба да се занимава со волонтерска работа и учество на хуманитарни настани за подобро општество.
Инаку, бордот на Rotary International, вложувајќи во својата иднина, во 1968 година го креирал Rotaract. Првиот Rotaract клуб е чартируван при Rotary клубот Шарлот Норд во Шарлота, Северна Каролина. Евана, Македонија од денеска започна да ги усогласува броилата на потрошувачите по одлуката на владата за враќање на ефтината дневна тарифа од 1 октомври. Ова го најави председателот на управниот одбор на Евана, Штефан Петер. Тој увери дека сите 800.000 домаќинства до крајот на идниот месец ќе имат дневна ефтина тарифа пред почетокот на грејната сезона. Според одлуката, ефтина струја ќе има 2 часа дневно од понеделник до сабота од 14 до 16 часот. Ефтина тарифа на струјата ќе има и во текот на ноќните часови секој ден од 22 до 7 часот и во недела преку целиот ден. Продолжуваме со вести од Македонија. Воено-теренска меѓународна вежба Здружена реакција 17 започна денеска во Центарот за поддршка на обуката Пепелиште и армискиот полигон Криволак. На воената вежба покрај припадници на армијата на Република Македонија од составот на баталјонот на воената полиција учествуваа единици на воена полиција на армиите на Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и од националните гарди на Вермонт и Минесота. Целта на вежбата, што ќе трае до 29 септември, е преку заедничко извршување на поставените задачи да се промовира соработката на воено-полициските капацитети во рамките на А5 иницијативата, спроведување на стекнатите вештини и искуства, како и интероперабилност во постапките на принципите од армиите учеснички. Како што информираат од Министерството за одбрана, генерал Зоран Милевски во своето обраќање порачал дека основата на оваа здружена вежба се темели на заедничката способност за взаемна и отворена соработка, која преку споделување на знаењата ќе овозможи зголемување на взаемното разбирање и доверба. Според полковник Блаже Николовски, пак вежбата представува одлична можност за изведување колективна обука на воено-полициските единици согласно НАТО процедурите, но и за усовршување во штабните процеси на единиците. Според најавите од Министерството, по завршување на воената вежба во периодот од 2 до 6 октомври, на Криволак ќе се реализира и теренска вежба Македонски блесок 13, на која ќе се изврши НАТО оценување ниво 2 на средна пешадиска баталјонска група и оценување на лесна маневарска болница со улога 2 согласно концептот за оперативни способности на НАТО. Светиот архиерејски синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан во присрет на централната прослава по повод 50 години од возобновувањето на незината автокефалност, што ќе се одржи на денот на соборот на сите македонски свети на 30 септември и 1 октомври годинава во Охрид, упати проглас до верниците, свештенството и монаштвото да учествуваат во одбележувањето на овој голем црковен јубилеј. Во оваа јубилејна година за МПЦ, владите на Република Македонија и Република Бугарија објавија акт за пријателство, добрососедство и соработка, чим во кој може да се препознае модел за решавање на отворените прашања од минатото со цел да се гради иднината меѓу братските соседи, народи во рамките на евроинтеграцијските процеси. Ваквите договори покрај регулирањето во општествената сфера може да помогнат и во решавањето на отворените црковни прашања и да остварат своја конструктивна рефлексија во градењето на релациите меѓу црковните структури во регионот, се наведува во соопштението по денешната седница на Светиот архиерејски синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Синодот изразува надеж дека по полувековен опстој за автокефален статус се ближи времето кога се православната црковна полнота ќе препозна и прифати македонската црковна реалност, олицетворение во автокефалната Македонска православна црква Охридска архиепископија. Најмалку 36 лица загинаа во руски напад од воздух во сириската северозападна провинција Идлиб, соопшти Сирискиот центар за човекови права со седиште во Лондон. Меѓу загинатите има и 2 деца, соопштуваат представници на обсерваторијата, дополнувајќи дека нападот се случил во саботата. Тоа е најкрвавиот напад врз цивили откако Идлиб беше прогласен за зона на деескалација. На 15 септември Русија, Турција и Иран се согласија за формирање зона на деескалација на Идлиб и област под контрола на опозицијски сили во северна Сирија. Продолжуваме со вести од светот.
Курдите во Ирак денеска на референдум гласаат за независност. Ирачката централна власт и соседните земји се против изјаснувањето. Турција изјави дека за неа референдумот е неважачки, додека Соединетите Американски држави и меѓународната заедница предупредија дека референдумот би можел да го дестабилизира регионот. Очекувањето од повеќето гласачи е позитивно да се изјаснат на референдумот за независност. Резултатот од референдумот не е обврзувачки, но лидерот на Курдистан Мусат Барзани ќе добие мандат да преговара со Багдад и со Соединетите држави за осамостојување на овој регион кој е богат со нафта. Барзани пред референдумот ги повика жителите да излезат на гласање, наведувајќи дека партнерството со Багдад пропаднало. Тој додаде дека успешниот референдум нема да значи и прогласување на независност веднаш, туку ќе биде старт на сериозни преговори со Багдад. Од друга страна, ирачкиот премиер Хајдар Ал-Бади изјави дека ќе превземе мерки да го зачува единството на земјата. Ураганот Марија оштети брана која може потполно да пукне. Браната Гуахатака, која се наоѓа на северозападот на државата, би можела потполно да пукне доколку продолжи приливот на вода. Ова е последица од ураганот од 5-та категорија, потврди гувернерот на Порто Рико Рикардо Роселјо. Браната пропушта вода, дел од неа е изграден од бетон, а дел од земја, така што водата поминува меѓу нив. Ерозијата е зголемена, постои опасност дека во некој момент може потполно да пукне, истакна Роселјо. Тој дел на Порто Рико се уште е одсечен од светот, така што спасувачите и надлежните служби морале да одат од куќа во куќа за да ги предупредуваат жителите на можна катастрофа. Се проценува дека доколку браната продолжи да пука, во опасност ќе бидат околу 70.000 луѓе. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, променливо облачно и свежо време со локални врнежи од дожд ќе имаме до крајот на неделава. Од среда кон четврток врнежите ќе се почести на југот и најинтензивни на југоистокот од земјава. Од четврток температурите се пониски за неколку степени. Минималните ќе се движат во интервал од 1 до 11 степени, а максималните дневни температури од 15 до 22 степени. Метеоинформациите се последни во централното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!